Na крајот во последниот дел, во последниот блок, исто така дел. Знаете што, претпоставам дека многумина од вас, почитувани гледачи, а и оние кои така не со симпатија гледат, очекуваат дека можеби разговорот ќе оди во друг правец, во персонален, личен, професионален. Таа работа не е, кај мене не проаѓа таков филм. Во мојата емисија, особено кога дојде вака релевантен аналитичар, многу е битно да се дадат анализи и да се направи муабет нешто првпат што се прави овде во оваа држава. Еве да кажеме, до сега никој нема разговарано релевантно, долго, истрајно за фашизмот. Значи, сегашниот фашизам, не оној од 6-17 години, како што е ова, значи првпат е, пак да подсетам, нема така разговарано. И сакам во оваа емисија да се дадат констатации кои ќе држат вода со години и дури и насоки и предвидувања кои исто така времето ќе ги потврди или побие, меѓутоа во принцип ги потврдува, видовте на почетокот од емисијата. Значи тоа ми е целта на емисијата. Не ми е целта чит-чат, ала бала тамо, моабети, тој бил, овој бил. Не. Да биде, да има тежина. Во тој контекст би го завршил овој делов со Македонија околу изолираноста. Во долгата и исклучително квалитетна, итра, мудра дипломатија на Кина не се случило. Еден премиер, особено не од таква мала држава, која што е Македонија, мала геометриски и со народ, да во последните години и пол, 3 пати се сретне со премиерот, односно во последните 20 дена, 2 пати се сретне, и да на самит економски, кој се одржуваше во Полска, кај што беа присутни сите или председатели или премиери од сите околни држави, не само од околни, него и од централно-европски држави, Чешка, Словачка, така натаму. Значи, се држави кои се членови на НАТО, на ЕУ, помоćни од нас, кои имаат нафта, море, големи реки, се, да до главниот гостин, кинезот, од едната страна е домакинот, значи на единственото слободно место за сликање на фото opportunity, на единственото слободно место од сите 20 да стои Никола Груевски. Според мене, тоа не е работа на полскиот протокол, туку е работа на кинескиот протокол. И на заедничкиот протокол. На заедничкиот протокол. Меѓутоа кинезот не би се согласил. Добро, не, Кина е... Како гледаш на последнава посета сега, еве, се уште, мислам дека се денес и вчера во Имаме Хонг малку Конг. ние, знаеш, освен овие информации што ги добиваме као службени извештаи на новинарите кои ја следат таа посета, предпоставувам, или агенциски, сепак некои работи говорат многу повеќе од било кој збор, а тоа е, ако ја знаете како функционира кинеската држава. Таа има многу сериозен однос према себе и да не речам 8000 години континуитет. Традиција. Значи, Нема играчка со таа. нема случајности таму. Нема Секоја импровизација? ваква... Случајност импровизација? Не. Тоа е импровизација. Од денес за утро? Тие што се доживуваат себе сериозно и само растат, значи, тие имаат сериозни протоколи. Тие протоколи значат праќање на Пораки. политички пораки. Значи, прво, тајмингот кога се случуваат овие средби и е во годината кога, значи, имаат избори овие во Америка, имаат заклучок по налог или по идеја на Обама, Кина да ја стават на тапет пред Светската трговска организација, да ја обвинат овој пат не за неквалитетни производи, туку за господарување на минералното богатство, рудниците во светот. И тоа Кина дека ќе го одмолчи, нема да го одмолчи, а таа казна дојде од кога кинескиот премиер Ху Џинтао јасно им стави до знаење дека нема намера во бунарот без дно да фрла пари на кинеските обврзници за да го спроведуваат овој план за штедење или да си ги попунуваат дупките во банките западниве земји, при тоа да не добие Кина, финансиерот на светот или на западот, да не добие управителско столче во ММФ,
во Светска банка, да нема слободен влез во фирмите, да купува, да ги тргува на западните европски и американските компании, во кои се употребува висока технологија, зашто Кина е земја која учи уште. Она технолошки уште е зависна до некаде, или е подчинета на Западот, ама нема право во слободни трговски односи, нели, Светската трговска организација, тоа требаше да им го возможи. Значи, ништо од тоа не добија, а ја третираат као новчаник. Или као каса. Као кредитна картичка. Така. И ефтина работна сила за нив. На нивните пазари, значи нивните социјални работи да ги реша. Кина тоа со овие потези, неколку, го пресечува и вика, јас ке влезам во Европа, ама не директно преку источна и југоисточна Европа. Така беше насловот и насловница на Ксинкуа. Второ, на нивната национална Македонија. Може некој да сака да се обидува да ја изолира, може да маштаат некој да ја направат слепо црево. Меѓутоа, јас неколку пати подсетив дека дојде овдека во македонскиот парламент пред неколку години турскиот министер Даватоглу и на нашите пратеници, на нашите политичари им кажа: луѓе, позиционирајте ја Македонија онаму кај што е природното место на светската карта, на геополитичка карта. Македонија не може да биде слепо црево. Таа е раскрсница. Тука се тријат европско, медитеранско, азиско копно. Значи преку Медитеранот и африканско. Не може целата нејзина историја да била точка, а сега да биде слепо црево. Значи, таква политика државна треба да се води. И фала Богу, еве почнав. Кинезите ја дават пораката и преку тоа. Кинезите го сватија. И кинезите пратија две во моменти на десетина дена пред самитот на НАТО. Така, и вика, јас ја бирам и оваа точка. Не само Полска, ти Фридман ги виде кај ги зацртаа, нели, точка. Ја бирам оваа точка. И плюс, ако внимателно ги слушаше сите извештаи и изјави што ги дава кинеските домакини на било кое ниво, значи од премиерот надоле, сите со една реченица почнува: Македонија е држава со исклучително богата историја, традиција и култура. Значи, не, секој што претендира, тоа ти ја растура аргументацијата не на Грција, на цел Запад. Менјајте малку име, па додајте си нешто. Он ти вика: ова не е производ политички од 45-та, од не знам 33-та, од Коминтерни, ова е држава која се заснова на огромен континуитет историски. Кинескиот континуитет го спомнавме на почетокол кафие. Ти вика: ја имам, овој ми е партнер, ти викаш мала е. Мала е по димензии од кога и расплакале мајката по разни војни и договори. Но ова е територија која заслужува да и биде партнер на Кина. Во историскиот континент. Тоа е политичката порака. А Кина има право на вето. Пошто е паметна држава и со развиена дипломатија, информации, све знаат они кога тогаш дека ќе не утераат. Колку може да е штетно она што го направи Цилето Пркоски? Тоа беше страутно, разумно штетно. Колку може да сега се санира тој? Ја мислам, сега не можам да тврдам, ја мислам дека Кина не посматраше, или бевме на, како се вика, на жолт картон, долго време. Особено оваа влада, бидејќи е нели на ВМРО ДПМН, бидејќи и тогаш беше на Љупчо Георгиевски, на Љупчо Георгиевски, номинално, значи на ВМРО ДПМН, они ја ставија на тест проба, мониторинг. Значи оваа, да, на прав мониторинг, ја ставија оваа гарнитура да видат дали е се политички сериозна. Да не доживеат уште некој нов Тајван. Да, шок. И долго време ни пушта пробни балони да видат што сме ние, кои сме ние. И мислам дека овој тест го положи оваа генерација на ВМРО ДПМН и излеговме од тоа. И затоа ја имаш сега оваа, за мене, така да ти речам, стварно светла точка. Светла точка.
Не може да биде ова, освен ако си злонамерен, негативно оценето. Може, ако сакат пропагандисти сега да речат... Види, Мирка, во еден месец, сега може грешам за 10 дена, нека е месец и пол, да те прими првиот човек на Индија и првиот човек на Кина, од држава која сепак има само 2 милиона луѓе, 1.500.000 гласачи. Значи, да те примат првите луѓе на двете земји кои заедно имаат 4 милиарди луѓе, веќе не може да се преброи. Ама тоа ти треба да знаеш што значи. Не знам. Големата шаховска игра ти добиваш улога на значаен пион. Со тебе или се добива или се губи. Ти треба да знаеш како ќе си ја изиграш играта па да не загинеш. Од спротивната страна имаме една фолиранско однесување кај што не се признава никаква хартија. Не само кон нас. Не само кон пресудата од Хаг. Па еве, ние сме некои мали, па не свират американци или НАТО, или тие викат, ние си имаме други правила, правилата се тие за сите важат. Туку не ги признават хартиите и кон, или евентуалните договори и кон големите сили. Значи една абсолютно несериозна и без континуитет. Тоа ти е од гафо типот на овие гафови што ги правеше Андрој Петров, што ќе руши, па ќе демонтира, па ќе топи споменици. Не може, не, и од ова на Заев, ќе јаде живи луѓе. Такви гафови. Имаме овој генералов. Овој заменик генерален секретар на НАТО е. Значи, воено лице. Воено лице, значи по процедура, по све, и го прашува, по правило службе, по ПС. Го прашуваат европски новинари. Викаат, видете, толку ли е тешко? Па дајте им ветување на Русија, односно подпишете договор, дека писмен, значи договор, дека ракетниот штит што ќе се поставува не е против безбедноста и интересите на руската држава. Зошто е толку тешко? Човеков го дава мртов ладен, пошто сум таква, ти огради се од мене, као да е наноружен. Не обмислува и вика, вака, шлапнува директно у камера, знаете што. Што инсистират, не разбирам, вика ова Русиве, да подпишат договор. Тоа е парче хартија, знаете, вика, парче хартија може да се скине, може да се запали, да се сгужва и фрли. Подобро било да си се изгради меѓусебна доверба, значи на жими мајка, два политичари, да седнат и да се договорат и да речат, како што викат србите, лако ќе му буразер да е, луѓи смо, договорит ќе му се. И он тоа го кажува. Ја мислев, искрено ти кажам, дека у првите 20 минути после таа изјава ќе излезе портпаролот на Фог Расмусен или самиот Расмусен ќе рече, овој пролупал, го тргаме. Не можам да верувам. Му вика, тоа е првата причина зошто не подпишувал НАТО, значи договор, а втората е, ако се направи таков договор, Америчкиот Конгрес и Сенат немало да го одобрат. Па нели парче хартија е, што... Значи, Сенатот и Конгресот многу добро знаат што... Значи тоа парче хартија. Што значи тоа парче хартија. Значи логика на исказот не постои. Не е само логика, него и скриената намера ја гледаш. Никој нема кој сака да прифати дека не е насочен ракетниот штит против Русија. Не знаеш зашто ќе биде. Значи, штом Сенатот не ќе да се обврзе. Дека не е против Русија. Конгресот амерички неки. А парчево, значи, меѓународно правно заснован договор не важи, пошто било тоа се кине. Значи, он ти кажува све. Све ни раскажа тој човек. У две реченици. Па ти вика утре, со други збори, ти вика, каква Обединети нации, што видовме 99-та, нели, кога ја бомбардира Србија. Видовме и во Конгресот дека не побара Обама за да ги дигне авионите за Либија. Значи, може утре, ке му кејфне, ке рече, ајде, бомби на Скопје. Не ни се свиѓа во станикот, овој војнот на конј. Опни 3 бомби. Не му треба од никого ни дозвола, ни ништо, пошто хартија не се важи. Мирка, на крајот од емисијата, не би сакал да зборам да... Ти кажев и му објаснив на гледачите, не секам чат, не би сакал да зборам за да оптеретам емисијата со маргинални фигури, Жерновски, Андреј Петров, Гордан. Ако, ја да си ги спомнам. Добро, не би бил многу во муабетот, ама би трајала емисијата 10 сати. Не бе заради оградава, лесно. Да. Значи, тоа сепак се маргиналци од денес за утре, така, тоа нема ваква изјава да земе да извади, не знам, 2008 и да рече, јас изјавив тогаш. Тоа не постои. И бидејќи
Јас пак се залагам за континуитет на ова дека што ќе кажеме, односно пред се ти што ќе кажеш, те молам за крајот. Како ја гледаш Македонија, Европа и светот во еднина? Од Македонија се почнем на кратко. Од кај сакаш почнем од космос, значи Македонија ќе си го издржи Јупитер. Ќе си го издржи оваа година, ќе ги преживееме американските избори без некои големи последици. Од Косово може да уште тек тук до ноември да стигнат по некои притисоци вака преку невладини организации, преку млади исламисти, не знам што, ама тешко. Имаме сега добра полиција, фино подготвена, одлично работи, си го контролираме теренот, економски. Уште ни е тешко до крајот на годината да видиме, да речеме, уште многу фабрики, кинески, индиски, тие се инвестиции за од идната година. Предпоставувам тоа, така е. Меѓутоа, веќе гледам дека ќе тргнеме по еден подруг економски пат. Ние, фала Богу, нема да влеземе у рецесија, тоа е јасно. Значи, главата ќе ни биде над барата. Над барата. Значи, тоа ми е јасно, политички сум најасно дека сме со фикс. Едно време ти многу жалеше дека нема да имаме опозиција. Ке ја имаме, Миленко, еве се појавија, ја видов кај Јанко. Тој млад дечко што го избркале од СДСМ. Човече. Брилјантен момак. Капкаде. Предпоставувам да и одлично интервју има, меѓутоа гледаш дека има такви деца и таму. Има кадар. Тие ќе го превземат. А тоа се македонци, тоа се наши родители. Ама уопште мене не ме интересира кај се. Они се, значи, деца со памет, со капацитет, генерација која заслужува да ја добие. Ке си избори, таму гледаш потешко е, реформи нема да има доброволни, ке си изборат, ако треба, ке си направат нова партија, левичарска. Оваа ќе отиде, оваа ќе заврши, како што заврши ПАСОК у Грција и готово е тоа. Нема спас. Го нема дури ни капацитетот на оној Ивица Дачич да се шифта, реформира, нема, овие бара нови простори. Не знаат овие. Не можат. Таква им е матрицата, заглавени се у време и у простори, готово, не може од нив ништо не биде. Дефинитивно. Не. Фикс кец. Ама фикс. Ако се кладат по кладилници овие? Еве, јас се кладам. Добро. Фикс. И да не ги правеа оние пресинзи што ги правеа на овие избори, пропагандни и со грчеви тешки, со надворешна помош, немаше ни овој резултат да го земат, ама ајде. Значи, ова е фикс и за локалните и за идните парламентарни. Значи, со нив нема предвремени. Едино ако излезат албанците, ако излезат, тоа сите да сме на чисто, не излагаат само иницијативно, значи командата била дадена од надвор. За командатот од надвор на крај ќе зборам? Немам што да зборам, сите го знаат, за да не се повтараме, се знае. Они се на копче, теледиригирани точки се и нив на копче ги дигаат, нешто онака со вицот. Да. За нив нема што да разговарам, на нив си е они како ќе си играат. Македонската држава или државата Македонија ќе си се брани, тоа е јасно. Балканот е сега постабилен од стариот дел од континентот, од западниот, и социјално и политички. Мада не цветат рожди, но Балканот ќе им служи на повеќе западноевропски земји како сега safe haven, како се вика, како едно заштитно зониче, каде што ќе префрлаат, ќе шалтаат бизниси, каде преку балканските држави ќе користат они фондови за да им се вратат кај нив. Тоа е тоа. Во Европа ќе настане драматична смена на политичките елити. На која сме веќе сведоци? Јас кажав, оваа генерација на политичари, бирократи... Како пораз доживеа Меркел таму? Сите. Нема никој да остане читав. Освен можда Вацлав Клаус... Чешка, Полска, да. Тие што виделе однапред. Така. Кај што и британците кои... Маđарот. Така. Тие што играат со својот народ и кои ја сватиле играта, биле похрабри од другите, значи.
не биле само аминаши на директиви од Брисел, него... Веќе настрада и Берлускони, и Шпанецот. Сите, и ќе се појават така наречени маргинални групации, како што, еве, гледаш, пиративе сега пак уште толку се дигна. Се враќа угледот во Германија. Гледам овдека се радуваат социјалдемократите и мислат дека тоа е по некоја, не знам како се вика, аналогија, некоја на Нушич. Ако е корка од лубеница и кондура на нога долг навеста, тоа и, значи, и бродот мора да е долг навеста. Таков тип на логика и они мислат, ако у Германија социјалдемократи тепаат и у Грција левица, демек, тоа и ние ќе победим. Не знаат дека Шредер е таму картата добитна на левицата. Jer Шредер ова го збореше пред да го рокнат да избори, да му предизвикаат американците и да ја донесат Меркел. Шредер викаше дајте да идеме кон Евроазија, бидејќи ние со Драг Остен. На миролюбив начин. Тоа е. Инаку све се збриша. Секој што не свати дека овој поредок е либерален капитализам, се издиша и дека не може вака веќе. Уште не сваќа каде. Ке се појават и независни луѓе со интегритет кои ќе водат политички народ. И затоа сум пишувал типови како Бил Гейтс, со кредибилитет, самопрајски луѓе. Да, како оној Бронсон. Така. Значи, такви политичари ќе се појавуваат. Као и режисерот. Така. Значи, не оние со идеологија, бидејќи овие стандардните и да речам класичните идеологии се потрошија. Не даваат веќе резултат, народ не се лепи на нив, мора да се појават нови. Додека се појават нови, а за тоа треба време, нели, филозофија, темел, теоретски, ваму таму, ти сега ќе имаш оваква една генерација, која ќе ги носи движењето. Нема врска со оваа стандардна политика. Тоа го кажувавме ние тогаш, у таа емисија. Уште не знаеме светот кај ќе тргне. Може да тргне лудо и према фашизам, и према сталинизам, према не знаеш каде може да тргне. Во првиот удар, кога е човекот во шок, кога е научен бил да живее добро, а сега наеднаш доле. Не гледаш ти како се изместуваат страните на светот. Она што било запад, развиено, сега е корисник на социјална помош од Кина. Фондови за неразвиени подрачја без малку. Не може да се организираат ни политички, ни ништо. А уште се ритаат. Сепак, уште се они колонијалните господари. Они ги владеат светските и регионалните организации. Така да мислам дека во Америка на нив им треба време да сватат дека ќе бидат само една од повеќето точки на моќ. Тоа им го кажа и Фридман, не мораме ние да им го кажуваме, нивни американец им го кажуваш. Од нивен институт, амерички. Значи, нема нешто да не знаат. Едено имаат они многу голема воена сила, имаат 716 бази во 110 земји, човече. Трошакот што го прават е еднаквов на оној што им е пакетот за спас на банките во Америка. Над 700 билиони. Значи ти сакаш да бидеш империја, си се распослал на 110 земји од 200 во Обединети нации. Особле имаш во тие бази 370 до 380 илјади. Американци ти работат у тие бази, ги кешираш, ги одржаваш тие бази. Што сакаш се? И оружје можеш да замислиш. Тоа е неодржливо. И ќе пука по сите. Сега како ќе пука? Дали ќе пука преку војни? Дали некој ќе им седе и ќе си плете чорапи додека овие ги маваат и ги поробуваат или ќе врати удар? Тоа, еве, видовме. Вежба одржа кинезите и русите утре со индиците, сите се... И тоа во Жолтото море? Да, сите се атомски сили. Јужна и Северна Кореја и Јапонија. Нема да дремат. Светот не дреме и не чека. Ова не е свет на еден господар, заврши ја тие во историја периоди, сега ќе се дели вака. Мултиполарен свет не значи
така да ти речам, свет на стравов и ужас, него упатени ќе бидат сите тие моќни држави на меѓусебна соработка, бидејќи интеракцијата и во култура, и во економија, све ќе морат заедно да донесуваат одлуки. На крај, за да не излезе дека се плашам или дека сум премолчал или дека нарочно ќе прескокнам една тема, нема да ја прескокнам. Имено, особено во последните месеци, а и подолго време, интензивирани се текстови, емисии, кажувања мои, меѓутоа и текстови и постови на Фейсбук и така натаму, кои го критикуваат на големо американскиот амбасадор во Македонија Пол Волерс. Значи, Јанко Бурек, Дарко од Јаневски, ти, ја пред се и така натаму и така натаму. Најразлични пораки примивме од таму. Официјални, неофицијални, преку второ лице, преку трето лице, некој писмено, некој написмено и така натаму. Пол Волерс е нов, еден наш заеднички пријател кој работи во Соединените Американски држави, многу ни го фалеше пред да дојде тука, пред да биде инаугуриран. Ни ветуваше ово, од тоа јас лично не видов ништо. Што мислиш? Тоа е веќе серија на дипломати кои се исти. Нели, без разлика дали е Рикер или не знам. Серија на дипломати кои истата агенда ја прават. Они се дипломати, Миленко, они се службеници на својата држава испратени да ја представуваат државната политика во земјата каде што службуваат. Значи, јас уопште не ги гледам нив као личности, као луѓе. Он се вика Пол Волерс, ама мене ништо не ми значи тоа. Он може да е стварно сјаен човек, одличен пријател. Па јас сум имала исклучително високо мислење за Кристофер Хил и нема, после него мислам дека никој не може ни на било кое ниво да се спореди со него. Меѓутоа, тоа не ме спречувало да го искритикувам и кога се заминувал и во разговори и во... Од кај доаѓа? Затоа што он е службеник на својата земја, а ја трпам последици од политиката на неговата земја кон мене. И он е легитимна цел за критика со своето поведење. Дотолку повеќе што од некои причини, за мене необјасниви, сите што доаѓаат во Македонија, као некое пишано упатство да има, си дозволуваат да бидат надмени, дрски, безобразни према публиката или према народот во Македонија. Да не зборам како ја третираат македонската држава. Пази, ваков однос нема американски амбасадор према Косово, кој е нивни протекторат, можат вака да го цвика. Никогаш ваков третман со вакви политички пораки према нивното население не излага. Во Србија не можеш ни да замислиш така да настапи. Мамо, дури во Босна не го прави. Ма во Црна Гора и во Босна, која е исто така протектора, не можеш таков настап да си до 2-3 настапи имаше овен овој лордот, па не знам Педи Ешдаун после тоа, па пак од Велика Британија на клоци ги дигаат. Незамисливо е ти овде када ни држат предања за новинарство. Не, за тоа како требало редакциите да би... Него на министер за полиција кажува како да води истрага, на судство како да суди, на новинари како да пишува, он ќе ни се заканува... Мониторинг ќе правил на судењето, што е судија, адвокат? Значи, додека зборувам, адреналинот од петици у глава ми се дига. Јас сум горд човек. Во мојата држава право да критикувам официјална политика имам ја, опозиција, секој од нас. Амбасадор да ми се трти и да ни дава совети како да е дојден у протекторат, па и да им дадеме шанси на институциите. Кому он му се обраќа? Овде стокали живе, па ние организирана држава сме, имаме институции, ги плаќаме и очекуваме они да си завршат работа. Што си мисла, дека ние сме у камено, младо камено доба, па он сега ќе не учи? Се спуштило од месечината. Тоа, како терк на однесување, сите го има. Сите. Кој? Ја уште не знам, енигма ми. Уште чекам некое министерство, надворешни работи или
премиер да земе и да го викне и да почне ушите. Едно на лево, едно на десно, да му ги врти на амбасадорите, му рече, сега излагај надвор. Па даде изјава. Како сме? Зашто тоа се пресликува? Од тоа се охрабруваат. Тие се безобразните пораки. Символични. Кога ќе го слушнеш Волер што кажа, јасно ти е зашо се собраа од џамија после, од кај се охрабрија. Гледаш како цвикаат кога ќе им јави обратна команда. Одма се прибираат у дупка. Значи, не можеш више. Ова недопустиво е. Непристојно однесување кај некој дома вака да се однесе. Дури и да мислиш дека е Македонија мивка држава. Ти не смеш така како дипломат да се понашаш ако сакаш да имаш успешна мисија. Затоа се они неуспешни, па ги шуткаат. У серија се нешто. Па еве го. Сега ќе ми кажат го унапредиле шипки Рикерс. Помошник, заменик на помошник. Ема ништо. Да. Не може, они со ваков однос кон Македонија. Они не ми даваат за право ја да се опуштам и да речам дека они ни се пријатели, стратешки партнери. Не. Знајки го и ова со хартијата, како ја третираат и меѓународни договори и права, ја имам уплав од нив. Немам потреба да им верувам. Додека не ми докажат другачие. Јас не сум имала ваков однос кон Америка, додека не сум ги видела. Дури и кога беа у Виетнам, им верував бидејќи ја гледав онаа демократска сила унутра. Сега ова што е? Ова е демонстрација на гола сила и на како да речам, ова веројатно со Джингис Кан, со Атила, такви некои ја можам да утерувачи на страв, дестабилизатори, така јас ги гледам веќе. Тоа е мое со сето е ова града. Не е професор. Почитувани гледачи, тоа беше Мирка Велиновска, како и секој бритка завја, со сите можни пораки до сите. И кои сакаат, и кои не сакаат, најмногу со објаснување за вас е и емисијата. Мирка, ти благодарам уште еднаш. Фино ќе си го сега ова DVD-то ставам, да си се подсетувам. Почитувани гледачи, ви благодарам многу. Емисијата беше долга, траеше со продолжен термин, кој го утврдив и благодарејќи на добрата соработка со Канал 5 телевизија и со Томато продукција, и благодарам на Милка што издржа толку долго со нас. Ве повикувам да ја гледате и мојата следна емисија која ќе гостува еден друг гениалец од Македонија. А се вика професор Аристотел Тентов, да ни објасни како е истретиран он на гениално ниво и неговите изучувања, односно неговите откритија за писмото македонско во не било каде, туку во Египет. Ексклузивата за тоа, заедно со се фотографии и снимки од тоа како е третиран и каде све има одржано предавања и како е реакцијата од египетска страна, од египтолози, може да ја гледате во следната моја емисија. Мирка, уште еднаш ти благодарам. Се гледаме идната сезона.